report based on smoking prevalence and consumption of cigarettes per capita. Thank you. Okay, to finalize this introduction, this section, so my name is Jonas Dobrović. Improved over the years to be the best control policy for reducing tobacco use. So I really thank you very much all for taking part in this event and for confirming that our research results really mean something. There is a lot of work ahead of us. We will need to spread our knowledge to all other countries in the region. 20 of those people are here today. Next year we hope to see much larger numbers so that we can now we'll start with official presentation. So kindly ask Frank to take the floor and I'll just change the presentation and to finalize the picture which you saw there, that was our as we've learned from decades of research around the world, one thing is clear, that significant increases in tobacco tax. Па мора да кажеме дека ова е еден исклучително важен настан, имајќи предвид дека зборуваме за држава која е една од највисоко рангираните во светот по распространетоста на пушење. Зборуваме за околу 600.000 пушачи кои дневно пушат, просечен македонски пушач, по 21 до 22 цигари, што е исклучително високо ниво и отргнувајќи од тоа треба да знаеме дека ова е исклучително важен настан кој треба да му се даде значајно внимание, посебно во нашата економија. Знаеме дека сме тутунска земја, знаеме дека имаме голем број на производители на тутун, меѓутоа знаеме дека имаме огромен број ефекти и социјални, и здравствени, негативни поврзани со пушењето. Од таа страна мислиме дека е исклучително важно ваквиот настан кој е поддржан на највисоко ниво, на глобално ниво, каде што имаме и академско и подлабоко истражување, имаме и полиси бриф, подготвуваме значи предлози за политики и така натаму кои се поврзани со овој став, односно поврзани со пушењето, меѓутоа не само со пушењето, поврзани со фискалните ефекти на една страна од пушењето, на друга страна намалување негативните ефекти од пушењето. Значи се наоѓаме во една ситуација кај што имаме двојна добивка. Имаме начин да преку определени фискални мерки да го дестимулираме, да намалиме ефектите од пушењето, да превенираме и да го наполниме буџетот, од друга страна имаме преку намаленото пушење да влијаеме и на едукативниот процес и на здравјето на нацијата, ќе има и позитивни социјални ефекти, така да ќе имаме позитивни ефекти за целата нација. Значи, со оглед на тоа дека Македонија е рангирана меѓу првите 10 земји во светот во однос на преваленца на пушење, која во 2018 година веќе дојде до 40%, и едно македонско домаќинство пуши просечно месечно 28 кутии цигари. Алармантни се бројките и многу малку се прави во однос на и подигање на свест и законски решенија донесување. Заедно со Универзитетот од Илиноис од Чикаго и аналитика работевме на анализи за кои би биле ефектите од подигнување на цената на цигарите во намалувањето на пушењето. Дојдовме до некои конкретни бројки, ако се делува со акцизата на цигарите, за 25% се зголеми, би се намалила преваленцата на пушење за 8%, а приходите од акциза би се зголемиле за 12%. Значи, оваа бројка не е занемарлива, имајќи го предвид фактот дека тие дополнителни приходи може да се насочат за здравствени цели. Ако ништо друго да го намалиме товарот на пушењето што го има врз општеството. Да, точно. Точно 1 денар од цената на цигарите од акцизата оди за ретки болести, меѓутоа со оваа мерка, доколку дополнително се зголеми, би се добиле дополнителни приходи акциза, кои што секако може да се наменат за исто здравствени цели. Токму и затоа е оваа конференција, значи слична е ситуацијата и со другите земји од регионот и затоа дојдовме до решение дека е потребно значи да се делува со регионално воедначување на цените, да има една воедначена даночна политика за да нема зголемување ни на сива трговија, ни со шверц на цигари, а сепак да се постигне примарната цел да се намали пушењето. Ова е настан на кој што ќе зборуваме за тобакото, тутунот од повеќе аспекти. Пред се ние од Министерството за здравство за здравствените аспекти, меѓутоа еве и од некои други гледни точки во однос на важноста за
таксите, оденочувањето и така натаму. Во рамките на Министерството за здравство, во рамките на центрите за јавно здравје, веќе повеќе години наназад постојат советувалишта за одвикнување од пушење, со оглед на тоа што е дефинитивно докажана директната релација на пушењето, негативниот ефект пред се врз крвните садови, директната поврзаност со кардиоваскуларните болести, директната поврзаност со некои типови на карциноми, пред се тука мислам на карцинома на бели дробови. Кардиоваскуларните болести како водечки фактор за предизвикување на смртност во светот и после него веднаш малигните болести, значи директно докажано поврзани во многу голем број на случаи со пушењето. Имаме обврска да укажеме, да ја подигнеме јавната свест дека бројот на пушачи треба да се намали, дека е многу битно пушачите да работат на одвикнување, со оглед на тоа што не само што се директно поврзани негативните ефекти од пушењето со овие болести кои што ги спомнав, туку и пушењето само по себе има по класификацијата своја шифра дека е болезна зависност. Во таа смисла во тие центри за јавно здравје во советувалиштата два пати во неделата експертски тимови работат со луѓе, а ние ќе продолжиме понатаму да работиме на кампањи за подигање на јавната свест, за укажување на негативните ефекти од пушењето, за намалување на достапноста кон цигарите и сето тоа е дел од нашите политики. Сметате ли дека зголемувањето на цените на цигарите што беше присутно последниве години и минимално дали влијаеше на одредена група граѓани да намалат пушењето или пак да се Сигурно еден од факторите кој што игра улога во намалување, заради тоа што се намалува достапноста кон цигарите. Да кажам дека дел од акцизата од цигарите од 2015 година оди 1 динар од една кутија во нашиот буџет за ретки болести. Што само по себе не е доволно, па ние го дополнуваме и еве за неколку пати е зголемен сега за 2019 и 2020 година, што овозможува да обезбедиме соодветна терапија за сите пациенти со ретки болести. Бројките покажуваат дека се зголемува бројот на пушачи? Глобално преваленцата е намалена, но имајќи го предвид зголемувањето на популацијата, апсолутниот број на пушачи е ист некаде у последните повеќе години. Наша обврска е да укажуваме, да креираме јавни кампањи, да укажуваме на негативните ефекти на пушењето, да укажуваме дека сето тоа се фактори на ризик кои што може да се избегнат и треба да се избегнат, заради тоа што на тој начин директно влијаеме на нашето здравје и избегнуваме, односно значено намалуваме ризикот од одредени болести за кои што е докажано дека има директна поврзаност со пушењето.